Добар е, криптоентузијасти, веќе една недела најавено видео, верувам дека доста од вас го чекате. Значи, мене ми беше посебно, да речам, чести и задоволство да направам ова видео. Зошто? Поради една главна причина, тоа е, верувам дека многу од оние кои што се двоумат се уште, иако нели имаме енормно добри резултати, верувам дека тоа двоумење наскоро ќе престане кога ќе го видат ова видео. Зошто е тоа така? Затоа што сега нема да разговараме значи исклучиво само за репортите F13, каде што гледаме кој и колку купува во последните 3 месеци, туку ќе се навратиме и на успехот на Bitcoin Spot ETF, затоа што многу од овие работи гледам дека не се познати во Македонија, како и што моментално направи Bitcoin на злато. Еден од најсигурните нели хеџови за инфлација и нели за нестабилност во економијата. Така да овие три работи ќе ги обработиме во ова видео, не знам колку ќе трае, значи нели. Уште еднаш ве предупредувам, уште на самиот почеток. Направено е со задоволство, истражено, но одвоете време, погледнете го, баш највеќе затоа што ова видео верувам дека многу појасно ќе ги покаже овие, да речем, институционални влезови во првите 3 месеци. Замислете само во првите, ова е до 31 март. Се уште немаме обработка за април и мај, кои што се така речено тековни од втората четвртина, така да ова е уствари на некој начин истражување и анализа на првата четвртина од оваа година. Сега, за почеток една од најбитните работи кои што мораме да забележиме е дека сите овие фактори за кои што ќе разговараме предизвикаа, погледнете и сами, значи од почетокот тоа е, да погледнеме каде е јануари, значи во почетокот на јануари имавме 2,08 милиони биткоини на меносниците, а сега имаме 1,933. Тоест, во оваа ситуација ни покажува дека околу 100.000 биткоини се извадени од меносниците за времето откако постојат овие нели Bitcoin Spot ETF, со тоа што не заборавајте, значи не е се од пазарот, некои од овие количини кои што се купени од Bitcoin Spot ETF се купени OTC, значи директно од други учесници. Затоа на пример кога ќе погледнеме нема да се поклопи, затоа ви кажувам веднаш, значи зборуваме 100.000, а ако ги собереме овде ќе има многу повеќе во однос на тоа што се имаат купено до сега, значи зборуваме нели најголемите компании. Значи само Grayscale, BlackRock поседува 284.000, што значи дека ова е само колку се намалила количината на секојдневните берзи, така, за секојдневно тргување. Додека уште еднаш ќе напоменам, значи овие Bitcoin Spot ETFs, значи некогаш се купуваат over the counter, не се купуваат директно од берзи и така натаму. Значи идејата е дека OTC counter на Coinbase е уствари главното место од каде што се купуваат сите овие количини на биткоин. Сега, битната работа која што треба да заклучиме од овој чарт е дека откако постојат Bitcoin Spot ETFs, гледаме енормно намалување на количината на биткоин на пазарот. Со тоа што погледнете, за разлика од 2021 кога сме имале 2,8, значи разликата е во тоа што 2 милиона биткоини е негде околу 10% или така речено нешто помалку од 10% од вкупната количина на биткоин во постоење до 21 милион. Така. Што значи дека во оваа ситуација погледнете, значи 790.000 биткоини се извадени во текот на овие 2 години, да речеме. Затоа што сега моментално сме стигнати до веќе многу помалку од 10% од вкупната количина на биткоини кои што се наоѓа на расположливо за купување. Значи ви покажува дека се повеќе и повеќе луѓето ги вадат своите биткоини од менувачиците и чекаат нивната цена да расте. И гледаме дека тој тренд продолжува и понатаму да се намалува. Значи дека се помалку и помалку биткоин се продава на пазарот. Што е клучно. Колку помалку биткоин на пазарот, толку повеќе луѓето се напреваруваат за неговата цена и на тој начин истата расте. Сега, за почеток прво сакам да поминеме преку сите рекорди кои што успеал досега да ги направи Bitcoin Spot ETF, и тоа најголем дел од овие рекорди се соборени од IBIT, тоа е Bitcoin Spot ETF на BlackRock. Знаеме дека BlackRock е главниот играч, тоа го знаеме уште од самиот почеток, не е ништо ново. Но многу од луѓето очигледно не знаат колку добар уствари е овој Spot ETF, затоа што Spot ETF може да имате за се, за ресурси, за акции и така натаму. Во оваа ситуација, овој конкретен IBIT Bitcoin Spot ETF успеа да скрши 1 тон рекорд. И сега ќе поразговараме малку за тоа, за да сватите колку е само едноставно голема разликата помеѓу овој и сите останати, зборуваме 30 години наназад. Значи, пред да продолжиме кон тоа, само сакам да ви покажам, значи, уште еднаш. Аналитичарите на традиционалните пазари
очекува 1 милиарда, односно дека во првата година од тргување очекуваат 1 милиарда долари. Значи и дури кажа 1 милиарда за сите заедно. Значи во оваа ситуација замислете до колку ниско ниво се очекуваше од традиционалните финансии, само 1 милиарда долари да има за сите биткоин спот ETF до крајот на годината. Во првите 4, ево веќе 5 месец на тргување, само BlackRock има 19,6 милиарди. Следен Fidelity со 11,1, па ARK Invest со 3,3, па Bitwise со 2,495 и натаму. Значи само BlackRock 19 пати ја надминал оваа проценка за сите биткоин спот ETF заедно. Значи уште еднаш ќе го напоменам, ова сме го кажале, ќе го повторам уште еднаш. Ете толку моментално знаат, значи, традиционалните финансии за тоа како функционира крипто. Значи, еве, тоа е се што треба да знаете. Значи, ова се нивните очекувања и ова е тоа што ние моментално го добиваме. Така. Значи, они немаат појма кој е капацитетот и потенцијалот на крипто. И затоа постојано зборувавме. Нема потреба да карикираме, ќе оставиме да ни покаже времето и интересот на овие капитални институции. И тоа се случи. И тоа го видовме моментално. Сега, значи сега ќе одиме последователно да ги покажеме сите рекорди кои што успеал да ги скрши IBIT или пак, нели, во оваа ситуација Fidelity, IBIT или другите спот ETFs. Вели, во првите 17 дена само Fidelity и BlackRock акумулирале 3 милиарди долари во инвестиции од институции кои што купуваат биткоин. Значи, они успеале 3 пати да го надминат очекуваниот прилив од традиционалните аналитичари за само 17 дена. Така. Значи, историски, еве, чисто да видите како тоа изгледа, значи, ова е во последните 30 години. IBIT е на апсолутно прво место, потоа е Fidelity, така. Што значи дека IBIT и Fidelity успеале дупло да ги надминат сите останати најдобри спот ETFs за било што во последните 30 години. Тоа е за првиот месец. И тоа овдека зборуваме на 17-тиот ден. Че ова не е ни засметано до крајот на месец, тоа е само до 17-тиот ден, така. Не е ни битно, само сакам да ви покажам колку биткоин спот ETF надмина се од очекувањата на традиционалните инвеститори, значи колку само потенцијал има во сето ова. Погледнете го сега ова. Че ова беше рекорд кој што успеале да го добијат на 9 февруари, значи повторно од 11 јануари со 17 работни дена до 9 февруари, затоа што нели сабота и недела не се тргува. На 28 февруари BlackRock успева да си го скрши сопствениот рекорд, кој што е нели светски рекорд, во волумен на тргување на дневно ниво. 1,3 милиарди во IBIT фондот, се разбираме. Значи 1,3 милиарди во IBIT само, зборуваме, волумен на тргување, купување и продавање. Со тоа што поголемиот дел од ова е купување нормално. И тоа пак светски рекорд. 10 милиарди најбрзо во историјата, IBIT, уште еднаш. Тоа е BlackRock спот ETF, значи, се извинувам, Bitcoin спот ETF на BlackRock. И тоа ова е поставено на 1 март. Значи, најбрзиот до 10 милиарди во историјата. Зборуваме до 1 март. Значи, од 11 јуни до 1 март, тоа се месеци по тргување и тоа е многу помалку со оглед на фактот дека повторно сабота и недела не работи само 8 часа на ден. 10 милиарди најбрзо во историјата. Без разлика, злато, мато, ништо, значи само ова, така. И тоа зборуваме истиот овој. Поставува рекорди 2 месеци поред. Следно дато 6 март. Втор пат го крши својот трейдинг волюм рекорд, каде што овој пат, значи од претходниот кој што беше 1,3 милиарди, сега новиот рекорд е, само да видам како изгледа, 10 милиарди. 10 пати поголем. Значи 10 пати поголем за само еден месец. Волумен на тргување на IBIT. Значи, и тоа пазите, претходниот рекорд бил 1,3, сега доаѓаме до 10 милиарди. Значи, нели, гледајте ги бројкиве кои што успева да ги постави Bitcoin спот ETF на BlackRock. Следно, сите заедно, значи овие 9, успеваат да достигнат 100 милиарди долари. Значи, 100 милиарди во сите ETFs, вклучувајќи го и GBTC нормално. И тоа ова е на кој? На 15 март, така. А они очекува 1 милиарда до крајот на годината. 100 милиарди заедно до 15 март, што се 2 месеци тргување. BlackRock поставува нов рекорд на 25 април со 71 ден
постојани приливи во iBit, каде што и приливите беа значителни. Значи, официјално на 25 април прв пат имаме outflow. Значи, 71 ден, кој што е рекорд во последните 20 години, како што успеав да прочитам. Значи, во последните 20 години никој немал толку долга низа на inflows во својот биткоин, во својот ETF. Така да во оваа ситуација може да погледнете дека станува збор за непречено, постојано нови и нови рекорди. И 18 мај, ова е да речем еден од последните, 414 институции инвестирале во iBit. Погледнете го. Значи, во однос на другите, да речем различни типови на ETFs, iBit, погледнете го. Значи, за разлика од другите, колку учесници институции учествуваат во овој Bitcoin Spot ETF? 414, па потоа Fidelity и потоа нели ARK Invest и останатите. Но погледнете ги другите, а погледнете ги Bitcoin Spot ETFs. Значи, најголем број на институции учествувале во Bitcoin Spot ETFs историски. Повторно, BlackRock со неверојатни 414 институции инвестирале во биткоин, директно преку iBit. И да не заборавиме, сето ова е уште пред BlackRock да инвестира самиот во биткоин. Се разбираме? Значи, многу луѓето уште не го разбираат ова, да они мислат дека BlackRock купува. Не. Ова се клиентите на BlackRock, кои што купуваат преку iBit Spot Bitcoin ETF на BlackRock. Самиот BlackRock се уште нема алоцирано, иако веќе најави, се уште нема алоцирано во биткоин, односно лично како Assets Under Management корпорација, се уште нема алоцирано пари во биткоин да го има директно во сопственото портфолио. Туку добива процент од, нели, така речено, количината на биткоин која што се наоѓа во овој фонд. Така функционираат, нели, ETFs. Добивате процент за тоа што го чувате ова во име на друг човек или корпорација, што и да е. И еве, според Apple, значи Apple е уствари оваа апликација која што ги следи ETFs, значи според креаторот на истата, истиот очекува, значи да добиеме $20,000 вредност на биткоин во една минута во моментот кога BlackRock ќе најави дека ќе купува. Значи сега зборуваме кога ќе купи официјално биткоин. И уште една битна работа која што се уште не сме спомнале, а сакав да ви ја покажам, значи многу пати зборувам за ова, одамна го имам покажано, сега ќе го покажам повторно. Ова е Аладин. Значи ова е личниот финансиски адвајзор кој што може да го купите од BlackRock. Значи ова е посебен тип на софтвер кој што ви помага да алоцирате во било што на светот, се разбираме. Од обврзници до акции, до ресурси, до крипто во оваа ситуација се уште не е постојано, но според тоа што јас го имам како информации, се уште го нема на Аладин. Односно, Аладин, кој што се користи од најголемите корпорации во светот, а кој што е директно контролиран од BlackRock, се уште не го нуди официјално биткоин како, да речам, опција за да инвестирате како дел од вашето портфолио. Кога тоа ќе се случи, верувам дека ќе имаме слично како и во оваа ситуација кога BlackRock ќе купи директно биткоин. Така да ова е првиот дел каде што гледаме дека неверојатни рекорди успеал да скрши биткоин до сега. Значи зборуваме за само неполни 5 месеци тргување. Така. Значи се уште се наоѓаме на апсолутниот почеток, а веќе има скршено енормни рекорди кои што 30 години не успеале традиционалните инвестиции да ги воспостават. Така. Тоа треба да ви каже дека, значи, ова не е, значи, уште пред да влеземе на тоа кој инвестирал. Погледнете само какви рекорди успеал досега да скрши. И тоа повторно не забравяйте, тоа е само во Америка, иако има доста надвор инвеститори, нели, кои што инвестираат преку BlackRock, Fidelity и така натаму, но главно капиталот доаѓа директно од Америка. Значи погледнете колку голем интерес има кај институциите. И сега некој ќе ми каже, абе не знам, некако не ми се става $100, некако сумљиво ми делува. Да. Затоа уште еднаш да се навратиме на овој дел, значи затоа во оваа ситуација гледаме дека на BlackRock, значи инвестициите во биткоин се 19,6 милиарди. А вие се размислувате за своите 100 евра. Така, повторно знаете и сами дека ниту по точка разно јас не ви кажувам што да правите, значи ова е секогаш на вас, вие сами треба да одлучите, но на крајот од денот што ќе напоменам. Клиентите на BlackRock одлучиле дека 19,6 милиарди треба да инвестираат во биткоин, но вие се плашите за вашите 100 евра. Останува на вас. Сега, следна битна работа. Значи, сега влегуваме во F13 репортот кој што е уствари главниот дел од ова видео.
Значи, 1028 институции, че ова се оние компании кои се рачунаат како институции, зборуваме Assets Under Management, банки и така натаму, внеле значи, повеќе од 100 милиони долари во биткоин ETFs во првата четвртина. Така, значи не заборавајте дека ова што го гледаме моментално на чартовите за биткоин спот ETF е заедно со април и што имаме сега моментално од мај. Така да ова е до 31 март официјално. Значи овој репорт за F13 кој што ни покажува кој и колку внел е до 31 март. Значи 1028. Тоа е она што ние го викаме APIN, така? Само што за жал, кога тоа се случува преку ритейл секторот има многу поголема фама. Кога тоа го прават институциите, они преферираат тоа да го направат тивко. Нив не им треба сите да знаат дека инвестираат. Тоа само, тие што се занимаваат со инвестиции го следат, па затоа и знаеме што се случува. Иначе некој на вестите ви кажал дека на BlackRock Bitcoin Spot ETF направи волку рекорди. Сте слушнале негде? Да, ако читате вестници, ако следите крипто, да. Ако следите, не знам, економски публикации, не знам, Forbes, Reuters, дел од него, ќе најдете Business Insider и така натаму. Но не можете да го најдете во мејнстрим медија, така? Нигде го нема по реклами, на вестите не ви го кажуваат. Зошто е тоа така? Затоа што институциите преферираат да влезат, па после да го продаваат тоа што така речено го купиле првенствено. Се разбираме? Сега, овдека имаме, значи над 50 милиони инвестиции, че ова се најголемите инвестиции кои што се направени во првите 3 месеци тргување, значи и оние кои што имаат најголеми количини во ETF фондовите, така? Сега, значи јас ги обработив до мултикоин, значи првиве 10 ги обработив, да не налегуваме премногу, ова е чисто за да видите како изгледа и колку голема алокација од вкупниот маркет кап на компанијата, зборуваме вкупното портфолио, е алоцирана во биткоин. За да видиме сега зошто го велам ова. Не заборавајте дека на почетокот се шира некакви си институционални препораки, дека не треба повеќе од 1%, максимум 1%, премногу е ризично и така натаму. Да видиме дали институциите тоа уствари го слушале. А ова се вклучува со она постојана реплика која што ја кажуваме. Значи не слушате што ви кажуваат, гледате што прават. Исто како што на крајот од ова видео ќе ви покажам како значи за 24 часа мислењето на постојан максибул на биткоин се променува во мјау, значи буквално наеднаш нема проблем. Се менуваат, значи капиталистички стандардни понашања на каде дува ветерот. До вчера сме биле само биткоин, сега наеднаш. Па знаете сега, нели? Ќе дојдеме до тоа е најслаткиот дел од ова видео. Значи да почнеме како што кажав, да видиме што уствари кажуваат, а што прават. Првата според инвестиции е Millennium. Така се нарекува компанијата која што купила 1,94 милиарди значи долари вреден биткоин. Значи Millennium Management LLC поседува вкупно 61 милиарда маркет кап. Значи ова е нејзиното портфолио. Со тоа што од 61 милиарда маркет кап, овие 2 милиарди алоцирани во биткоин се негде околу 3,125%. Не е нешто надвор многу да речам очекуваното, значи од 1%, пак е негде конзервативно, 3,125, но е најголема, така. Следната е Susquehanna. Значи Susquehanna моментално има портфолио, значи алокација од 1,3 милиарди, значи значително помало од Millennium, но нејзиниот маркет кап е 575 милиарди. Значи ова е енормно голема компанија која што во оваа ситуација ставила само мала алокација од 0,22. Но сепак голема во однос на тоа колку има инвестирано за разлика од другите компании, така. Значи ова е мала алокација, но зборуваме за енормно голем маркет кап. Следната компанија ни е Horizon Kinetics. Horizon Kinetics има маркет кап од 5,3 милиарди, приближно 5,28, 5,3, а инвестирал во биткоин 975 милиони. 975, така. Значи во оваа ситуација ги става на апсолутно прво место со алокација од 18,43%. Значи каде е 1%? Каде отиде 1%? Значи да алоцираме само 1%, ова не се мали компании. Уште еднаш ќе напоменам. Значи Horizon Kinetics има 5,2-5,3 милиарди долари во маркет кап во однос на своето портфолио.
Че ова воопште не е мала компанија. И одлучила дека 18% треба да лоцира во биткоин. Значи, а пак ќе кажам, вие сте исплашени за вашите 100 евра. Така. Следна е Schoenfeld Strategic. Schoenfeld Strategic е моментално 15 милиарди, а алоцирала количина од 480 милиони. Што ги става со 3,2%. Повторно, далеку од 1% за вака голема компанија е нешто што е значително. Така. Следната ни е BootBay Fund. Океј, кој игра WoW ќе се насмее, BootBay, како и да е. BootBay Fund моментално има, да видиме што има, значи 5,2 милиарди, нешто слично на во оваа ситуација Horizon Kinetics, 5,2 милиарди и купиле 377 милиони долари вреден биткоин, што ги става на 7,25% од сопственото портфолио. Далеку од 1%, многу далеку. Нашите омилени банкстери, Morgan Stanley, се наоѓаат на неверојатно 6-то место со 272 милиони вложени во биткоин, банка. Една од најголемите топ 5 во Америка, топ 10 во светот. Morgan Stanley, само да видиме, има market cap од, само да видиме точно, 160 милиарди долари. Значи, во оваа ситуација, значителниот момент е дека банка директно инвестирала во биткоин. Не е толку битна алокацијата, битно е дека инвестирала. Значи, 262 милиони на 160 милиарди ги става со 0,17%. Значително помало сите останати, но повторно, банка. Една од најголемите во светот, една од најголемите во Америка, директно инвестирала во биткоин. После чеки имаме уште поголемо. А тоа, значи сега прво да видиме кој ни е следен. Pine Ridge Advisors имаат 855 милиони долари во портфолио, од кои инвестирале, само да видиме, 206 милиони. Така. А тоа ги става на 24% од своето портфолио. Значи, овде кога го земав ова како прв апсолутен победник, затоа што имаат 5 пати поголемо портфолио од Pine Ridge Advisors. Значи, овде има 5 милиарди, овде има 800 милиони. Така да, 800 милиони е значително портфолио, но во разлика од 5 милиарди, значи станува збор за 5 пати поголемо портфолио и затоа реков дека се апсолутни шампиони во оваа категорија. Следни се HBK Investments со 164 милиони, а имаат 21 милиарда долари портфолио и ги става со 0,78%. Ова се оние што разговаравме до 1%, значи тие, да речам, доста конзервативни алоцирања, што е сосема нормално, тоа е оно што го зборува, но гледаме дека скоро никој не го почитува. Потоа имаме Aristea Capital, значи не мора не да ги знаеме, ова е само да видиме што прават, се разбираме, да го видиме однесувањето. Aristea Capital има 4,5, скоро 4,6 милиарди под менеджмент, а инвестирала 163 милиони во биткоин, што ги става на 3,6%. Во просек гледаме дека поголемиот дел од големите корпорации, негде околу 3% алоцираат. Сега ова е еден интересен момент. State of Wisconsin. Значи ова е државата Висконсин. Така, значи ова не е банка, ова е држава сама по себе, една од 52-те во унијата на Мурика, така. Значи унијата во оваа ситуација Висконсин како држава, односно фондот, тоа е investment fund, кој што се занимава со инвестирање во име на државата, под свој менеджмент поседува 156 милиарди долари. Тоа се оние пари најчесто кои што доаѓаат од пензиите на луѓето кои што живеат на територијата на Висконсин, кои што овој фонд треба да ги алоцира со цел да направи профит и да плати пензии, така. 156 милиарди, а имаат купено 163 милиони. Значи, тоа е солидна алокација за држава, се разбираме, што ги става на 0,1% од нивното портфолио. Да, тоа е навистина мала алокација, но е пример за другите држави. Некогаш не е толку битна алокацијата колку првиот чекор, кој ќе го направи, се разбираме. Натаму останува да видиме како се до тоа ќе се движи. Потоа ги имаме Graham Capital со 103 милиони, а имаат портфолио од 5,3 милиарди, што ги става на 2% од сопственото портфолио. И уште две имаме, оваа е интересна,
значи следната е CRCM со 97 милиони инвестирани, а CRCM според последните податоци кои што успеав да ги најдам, има market cap од 496 милиони, пола милиарда, кој што ги става на, само да видиме точно каде, 18%. Значи нешто слично на овие 24 на PineRidge, опрлика во сооднос. И последниот Discovery Capital од 0,73% е практично неговата алокација во портфолиото, каде што имаме 12,4 милиарди, а има инвестирано 88 милиони. Значи можеме да продолжиме понатаму, нема потреба, опрлика јасно ни како изгледа. Идејата е дека имаме многу поголеми алокации од стандардните 1% кои што се очекуваат дека ќе бидат, се разбираме? Значи стандардно, значи солидно поголеми алокации, така? И уште еднаш се навраќаме на истиот заклучок. Дали вие со вашите 100 евра мислите дека треба воопште да се сомневате за инвестирање во крипто? Не заборавајте дека овие луѓе не можат директно да инвестираат и мораат да инвестираат преку биткоин спот ETF. Тоа е единствената причина поради која што досега не инвестирале. И сега кога овие луѓе можат да стават 1,95 милиарди долари во една алокација, во едно добро, они може тоа да го направат и да одвојат некои 3-4% од своето портфолио, или пак 17, како што е вториот случај, а вие не можете, се разбираме. Значи ова е темата на која што треба да размислите и мислам дека доста добро и јасно покажува дека институциите се дебело влезени во биткоин и сигурно овој тренд нема да престане. За ова да биде уште побитно и уште појако, за времето на почетокот на биткоин спот ETF, да видиме што се случувало со златните ETFs, кои што се златни, така, значи станува збор за најголемите ETFs, најголемото добро, значи злато има најголем маркет кап во светот, од повеќе од 15 трилиони, така. Во исто време, златните ETFs се уствари претходниот биткоин, се разбираме. Значи во 2004 година, како сега што биткоин успеа да ги прекрши сите рекорди, истото се случувало со златните ETFs, Exchange Traded фондови, така. Со тоа што за време на почетокот на биткоин, погледнете, ова е 7 март, вели, 9 месец на outflows од биткоин, од златните ETFs, за времето кога се случува се тоа. 9 месеци, така, еве како изгледа чартот, чисто да ви стане јасно. Значи ова се биткоин, после ETFs, така, значи ова е делот каде што почнуваат ETFs, а ова овдека се златните ETFs, се разбираме. Значи овдека практично е, до овој момент е, знаете и сами, тоа е Grayscale. И Grayscale од почетокот гледате што се случува, така. Значи, за исто време, од тука треба да го рачунаме тоа. Тоа е негде средината на 2023 година, имаме 9 последователни месеци на outflows на злато. Значи, катастрофално, така. И за ова да биде уште поинтересно, од почетокот на тргувањето на биткоин, 11 јануари, иако имавме стагнација и крварење, кога GBTC продаваше еден куп биткоин, злато и понатаму продолжи да тоне. Значи, ја не велам дека златото ќе изгуби на вредност сега наеднаш или ќе престане да биде битно. Само сакам да ви кажам дека многу голем капитал од златните ETF се премести во биткоин поради тоа што знаат кој е капацитетот на биткоин. И ова е само до 13 февруари. Се разбираме? Се уште не сме добиле посвежи информации, ова се последните информации кои што ги имаме, каде енормен капитал од злато се префрли во биткоин. Ова е некој понов податок кој што го имаме, значи за прва четвртина, за целата прва четвртина, вели 937 финансиски институции или фирми, компании како сакате, значи тоа се нови 937, според репортите покажуваат дека држат биткоин спот ETF. За разлика од тоа, само 95 нови фирми држат златен спот ETF. Да не заборавиме, овдека биткоин има предност затоа што само што излегол на пазарот. Нормално, се разбираме. Но тоа не го менува фактот дека ова е 10 пати поголем интерес за биткоин за разлика од злато во првата четвртина од 2023 година, во првиот момент кога биткоин им е достапен на институциите, само во Америка. Светот е позади. Се разбираме? Што ова треба да ви кажува колку само, значи се изгази. Рекорди, злато, значи се изгази, така. И сега пак ќе кажем на крајот сето ова, вие велите некако сумњиво ми е ова. Не верувам ова. Сигурно ќе некоја глупост ќе биде ова. Како ви кажат, кај за тоа сега има, утре ќе отиде до нула.
па така, нели? Чекајте вие BlackRock да купи, а после BlackRock ќе ви продава по негова цена. Само толку ќе ви кажам. И еве уште еднаш да видите како тоа изгледа, че овие сте 9 месеци на outflows на злато, каде што зборуваме милиарди долари outflows. Значи ова не се малку бројки, така. Значи погледнете. Ова е во просек од негде 2 до 4 милиарди во месец имаме outflows од златните ETFs. Значи имаме солиден outflow. Така. Сега, да се вратиме на мојот омилен момент. Значи, на вистина овој момент стварно ми е омилен. Сега ќе објасниме зошто. Значи, ако се сеќавате, пред само еден месец Батео, попознат како Майкл Сейлор или еден од најголемите биткоин булови, да, само и ова треба да го пуштиме пред да го пуштам клипчето, значи нема да ви се верува. Значи нема да ви се верува. Јас кога гледав вчера видеото, вака само седев и не можев да си верувам на ушите. Значи, како да ви објаснам, тоа што јас постојано го зборам. Не ги слушате што зборуваат, гледајте ги што прават. Значи, за 24 часа се менува, значи, не зборувам мислење, целосен концепт. Значи, он до вчера беше биткоин и никој друг. Да ве подсетам од каде се тоа доаѓа. Значи, ова е многу битно, затоа што ова е почетокот на сето тоа. Ова беше првото прашање кое што му беше поставено пред 2 години. Која е втората која е втората најдобра криптовалута? Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There is no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin, then... Ете така. Значи, ова класична шизофренија, значи ова меме, како да ви објаснам, во ред, значи секоја типот јас навистина го почитувам, он е пионер. Значи он е првиот кој што имаше муда да ја каже на целата компанија влегуваме во биткоин со се, така? И тоа се исплати дебело, значи он е моментално легенда и ќе остане да биде легенда, така? Но делот каде што само биткоин, значи јас уште од кога постои овој канал и многу пред тоа, значи ја официјално од кога постои овој канал, 2 години зборувам дека алткоините не може да исчезнат. Не може да имате само еден коин. Тоа исто како што не може да имате само една марка на возила. Не може да имате една марка на фриждери. Не може да има такво нешто, разбираме ли? Тоа не постои во економијата. Само што очигледно вакви јаки економисти тоа не го разбираат. Така. Сега, да слушнеме што каже пред само еден месец. Значи, ова мора да го повториме за да сватите колку е значително тоа што ќе го слушнете за само 2 минути. Ethereum is not going to be approved. Sometime this summer, it'll be very clear to everyone that Ethereum is deemed a crypto asset security, not a commodity. After that, you're going to see that Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano, everything down the stack is just a crypto asset security unregistered. None of them will ever be wrapped by a spot ETF. None of them will be accepted by Wall Street. None of them will be accepted by mainstream institutional investors as crypto assets. Значи, накратко, за оние кои што не разбираат англиски, капиталист по дефиниција, значи не можам да ги поднесам колку се гнасни. Само биткоин. Етериум вика сега ова лето, кога конечно вика ќе биде прогласен за хартија од вредност. Откако ќе биде прогласен за хартија од вредност, не само Ethereum, туку и сите останати BNB, XRP, Cardano, Solana, вика сите вика ќе на некој начин бидат прогласени за хартија од вредност, се ќе ги тужи и главниот момент никогаш нема да добијат свој спот ETF, само биткоин ќе биде нели признаен и така речено инвестиран од Wall Street. Пред еден месец, за вчера да добијам оваа неверојатна статија каде што вели Майкл Сейлор вика Ethereum Spot ETF е вика добар за биткоин. 24 часа го одобруваат Ethereum Spot ETF и зверот излегува и го кажува следното. Не ми беше доволно, значи не ми беше доволно да го прочитам ова. Не, морав да го најдам. Значи изгледав 2,5 часа подкаст, не велам дека е лошо, че имаше што да се слушне, но морав да го најдам. Значи морав да го најдам да го слушнам директно од устата на капиталистот. You know, and this gets very political, then you just have to rethink all of your premises. And you know, so here's what I think. I think 2 weeks before the world looked like вика кога вика овие работи ќе дојдат вика на политичко ниво, вика тогаш вика мораш вика да го
преразмислиш, вика, сето она што ти било до сега, вика, став. Вака, дечко, ти објаснам на работа. Во остатокот од светот луѓето имаат своји ставови и се држат до нив. И ако не веруваат дека треба да има Ethereum spot ETF, и понатаму мислат дека не треба да има Ethereum spot ETF. Но овој ми е омилениот дел од видео ми е овој. Bitcoin was going to be the only asset securitized and offered as a spot ETF by the Wall Street establishment, and it was going to spread as the one legitimate crypto asset. I think right now, the best expectation is the crypto asset class will be legitimized, supported by both parties. There's an Како за еден месец од биткоин ќе биде единствената класа, тоест крипто, од цела криптоиндустрија, поддржана од Wall Street, за еден месец. Наеднаш сега верувам дека целата криптосфера ќе биде поддржана од Wall Street и од политичарите во Америка. И пази сега. Industry, crypto is an asset class. There's an entire range of use cases, 24/7 digital trading, digital art, NFTs, tokens, decentralized this, functionality, DeFi. There's a lot of things that will be considered in a more open light, and Bitcoin will be the leader of the crypto asset class. Значи, до вчера беше само биткоин, сега има многу таму технологија, NFT, DeFi, вика сето тоа вика ќе биде земено во предвид, вика само што вика биткоин ќе биде лидерот. Во превод, кога тој небањатиот гемиџијата од тоа Балканот, таму една таа мала земја, Северџанистан, што викаат у светски размери Македонија, тој небањатиот што викаше, па така испадна. Бе брат, значи не може да има едно нешто, не постои такво нешто, се разбираме. Кај што има злато, има сребро, бакар, никел, кобалт и така натаму, се разбираме. Кај што има Мерцедес, има Тесла и така натаму, нели, нашите омилени, и да не зборувам за други индустрии. Нема индустрија од еден играч, не постои такво нешто. And if you look at it and say, well, is this good for Bitcoin or not? Yeah, I think it's good for Bitcoin. I think, in fact, it may be better for Bitcoin because I think that we are politically much more powerful, supported by the entire crypto industry, right? They obviously have a lot of political power, a lot of users. Значи, гледај сега, ето, тоа е тоа што не им влегу глава на овие биткоин булови што се максималисти. Па нормално дека сите заедно сме поеки, бе. Ташак, значи размисли малку, како може прво да тврдиш дека нема никој освен биткоин? Најдеш вика, па вика, воа е добра, вика. Супер, вика, сега сите заедно, вика, со исто лоби, вика, со исти, клиенти, како сфера, вика, многу повеќе ќе постигнеме. Ма не заебај. Тоа да не го вика логика, или може би него има учено ова у средно. Значи, катастрофа. Да не заборавиме, значи, како да ви објаснам ова. Има ли нешто појако од ова? Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There is no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin. Ето така. Преди еден месец, ништо од ова нема да успее, сите ќе бидат прогласени за хартија од вредност, сите ќе бидат тужени од СЕК, сите ќе бидат банирани. После еден месец, заедно сме посилни. Значи, дечко, вој СДСШ вика, сигурно од СДСШ зеро. Само толку имам да кажам. Добро, како и да е, ова беше едно од оние што ми се блиски до срце, значи стварно. Сега, делот кој што он исто така го спомна што е многу битен, што јас постојано го зборувам. Наеднаш тоа лоби, кој што сега и он го спомна, си изработи својата работа. Погледнете го видеото денеска, пред ова официјално видео кој што обработено на нашиот канал, кратко видео од 17 минути, каде што објаснувам во детали во однос тоа што значи целата оваа ситуација кога станува збор за криптолоби, што тоа се енормно големи пари, енормно големи ентитети кои што стојат во позадина и кои што помагаат за ова да стане реалност. Ова не е случајност. Значи, ако изгледате целото ова интервју, посебно во овој дел, во последниот дел каде што зборува за, се извинам овде, Crypto Regulation и Political War. Тоа е што јас ви го кажувам, има внатрешна војна. Имаме буквално државата од една страна, а од другата страна сите. Значи, претходно и банките беа против крипто, сега и банките се за крипто. Верували или не? Затоа што гледаат дека нема запирање. Ако веќе не можеш да ги запреш, приклучи им се. Се ногеме во тој дел. Значи, сега моментално ова е прелазот, знаете како, оние стадиуми. Прво те игнорираат,
па ти се смеат, па се борат против тебе, па ти се приклучуваат. Па сега сме помеѓу двете последни фази, каде што во последниве 2 години, после Chokepoint 2.0, се бореа против нас. Официјално, со тужби против најголемите компании во крипто, Coinbase, Kraken, XRP, во оваа ситуација Ripple, Binance и така натаму. Така, кога видоа дека не можат ништо и кога и понатаму светот се врти без разлика они колку тужат, сега веќе доаѓаме во секторот каде што и банките застанаа на страна на корпорациите, на Конгресот, на Сенатот против моменталната гериатрија, инсталација, така наречено влада во Мурика, која што е единствената која што се бори против крипто, се разбираме. Значи, тоа е моментот каде што сега ти се приклучуваат. Но битно е дека ние се новиме пред тоа да се случи. Затоа што знаеме кој е резултатот на делот кога ти се приклучуваат. Видовме на почетокот. Тогаш имате најуспешен спот ETF на сите времиња, кога ти се приклучуваат овие големите. Добри денови пред нас, така, и да не забораваме дека Ethereum се уште не ни почнал. Значи, зашто велам дека е тоа многу битно? Верувам дека Ethereum има потенцијал да биде можеби и уште подобар од самиот Bitcoin Spot ETF. Не велам дека тоа ќе се случи, но верувам дека има потенцијал, затоа што првенствено, за разлика од Bitcoin кој што и понатаму има инфлација, мала, но постои, така. Се уште не е овдека апдейтирано, но после халвингот истата треба да стане 0,8, 0,85. Значи на секој халвинг се намалува за половина, така. Значи 0,85 е повторна инфлација. За разлика од тоа, Ethereum моментално е дефлационен. Така, што значи дека за разлика од биткоин кој што и понатаму добива на дневно ниво нови биткоини кои што влегуваат во маркет капот, за разлика од тоа Ethereum губи на дневно ниво. Така. Дополнително, моментално исто како и биткоин, Ethereum моментално има на расположлива количина на да речем на сите менувачници 13,6 милиони. Така, 13,6 од 120 милиони е негде околу 11%, така, оприлика. Значи 11% од вкупната количина. Со тоа што не заборавајте дека за разлика од биткоин кој што оприлика има 10, малку помалку од Ethereum, Ethereum веќе нема нова количина која што доаѓа на пазарот. Туку имаме многу поголем burn за разлика од тоа што имаме issuance. И не заборавајте дека ова ќе се зголеми драстично кога ќе влеземе во следниот дел од bull маркетот. Зошто го велам тоа? Колку повеќе трансакции на Ethereum, толку повеќе се зголемува burn механизмот. Колку повеќе се зголемува burn механизмот, толку повеќе се зголемува дефлацијата. Ваков механизам биткоин не постои, така? Што значи дека многу голема е шансата дефлацијата поради burn механизмот на Ethereum да направи многу подобар перформанс на потенцијален Ethereum Spot ETF кога истиот би се случил. Останува да видиме, но верувам дека burn механизмот многу од луѓето се уште не разбрале колку многу може да помогне на вкупниот supply на Ethereum на пазарот. Зошто го велам ова? Во претходниот bull маркет ние имавме енормно количество на fees, така, и тоа колку се зголеми ако се сеќавате fees, така. Значи колку повеќе трансакции, толку повеќе се зголемува количината, но и цената на fees, така. Што значи дека burn механизмот се повеќе и повеќе ќе гори Ethereum, за разлика од тоа што колку производството на Ethereum е фиксно и е 760, во прилика 760.000 Ethereum на годишно ниво. Што значи дека кога ќе дојдеме во bull маркетот каде што сите ќе минтаат, ќе прават една куп глупости, без разлика дали постојат или не layer двојките, пак на крајот имаме голем burn. Се разбираме? Пак имаме енормна количина која што претходно ја немавме. Значи ова почна негде на крајот на претходниот bull маркет, што значи дека ова допрва ќе ја покаже вистинската цел, односно причината поради која што постои. И верувам дека ова ќе смени целосно играта помеѓу Ethereum и Bitcoin, дури до потенцијален флипенинг, но останува да видиме. Не сакам предвреме да зборувам. Нека се случи и ќе го следиме, но повторно. Не заборавајте дека во оваа ситуација е многу битно да бидеме пред останатите. А анализата на овие ствари не става да бидеме пред останатите. Се разбираме? Значи дефлација, за разлика од инфлација кај биткоин, очекуваме bull маркет каде што дефлацијата ќе биде многу поголема поради овој burn механизам, што автоматски може да предизвика многу поголем раст на цената на Ethereum, а да не забораваме дека сега Ethereum е доста назад, дури ако ги споредиме чартовите биткоин со Ethereum, значи е многу underperform моментално Ethereum наспроти биткоин. Така да допрва треба истиот да се докаже. И верувам дека Ethereum Spot ETF ќе биде точно тој катализатор кој што ни е потребен, но повторно.
Нема потреба да шпекулираме, останува да видиме. Во секој случај верувам дека сите коини ќе бидат со добар перформанс во овој bull market, а Ethereum Spot ETF дополнително ќе го забрза тоа, посебно затоа што ги отвори портите, како што веќе кажавме, за потенцијални altcoin spot ETFs. Дури и Чичко Макси ви го кажа истото. И за крај, она што ние постојано го зборувавме и сега се случува, значи ова е пред само еден ден. Чичко Трамп, не дека сум миленик на Трамп или Гериатрија Џо, без разлика кој од овие телетабиси да го изберате, одлично за Америка, супер, но еве ви, драги господа, до пред година дена луѓето не можеа ни да замислат кога ние зборувавме дека ова ќе биде така, значи дека нема шанси да има следен претседател на Мурика без истиот да биде про крипто. За сега Трамп пред еден ден да го каже ова. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Па, драги гледачи, дојдовме каде што ние не бањатите разбираме повеќе од овие сите бањативе на запад. Значи, еве го Чичко Трамп, како што ние кажавме, значи до степен каде што вели дека ќе се труди целата индустрија да остане овдека, ова не е само за биткоин, ова е за сите останати коини и вели ќе ги држам Уорен, нашата омилена, заедно со останатите гунс, како Гери Гангстер Гаргамел, на страна од крипто. Зошто е тоа така? Ова не го прави од добрината на душата, ова го прави поради капитал. Значи овој портокалов орангутан го прави тоа поради капитал, поради профит. Сега, ова е turning point. Сега слушайте го следното што мислам дека ќе се случи. Како што кажа дека до сега само прашање на време, нешто или на следните избори дека сигурно ќе имаме про крипто председател. До вчера Букеле од островче кој што не може да го најдат во Централна Америка беше легенда, така. Сега наједнаш најголемата финансиска држава, значи финансиски моќна држава во светот, излегува и кажува не само што ќе се официјално крипто ќе биде поддржано, така. Каде поминавме? Од Ел Салвадор во 2021 до USA во 2024 година. Скоков го гледате ли? Значи ова не се случило никогаш во ниту една индустрија. Така да, ова е тоа што ви го кажувам. Потенцијално најголемиот bull market на сите времиња. Значи, не Букеле да зборува во Ел Салвадор. Вие го имате овој портокаловиот орангутан зборува пред 500 милиарди, се извинувам, 500 милиони муриканци. Се разбираме? Значи сега дури да не знаат ја што е ова крипто, што зборува, што е ова биткоин, се разбираме, значи овие кампања со две нозе. Се разбираме, че овие маркетинг кампања со две нозе која што оди по цела Мурика и кажува дека ќе го легитимира крипто, дека ќе стои позади крипто. Значи не може подобро од ова, се разбираме? Значи не може подобро од тоа претседател на Мурика да оди и да ви кажува дека ќе стои позади крипто. Нема подобро од ова, така? Значи ова е веќе топ реиграта. Сега доаѓа тој момент каде што од иноватори ќе влеземе во она прва, да речем, третина од светот која што официјално ќе влезе во крипто. Зошто го велам тоа? Еве чисто да ги отвориме за да ви стане јасно. Значи овдека ги имаме AAA и овдека ќе го отвориме кривата на адаптација. Само за да ви објаснам каде се тоа се движи, затоа што ова е многу битно. Значи оваа страна ни покажува колку луѓе во светот поседуваат крипто. Погледнете. Значи поседуваат само 4,2%. Така, 4,2%. Погледнете го сега ова. Ние се ногаме, има една што мене многу ми се допаѓа одека, само да ја најдам, која што според мене е најдобрата. Па мислам дека и ова би била добра. Погледнете го ова сега. Че одека многу јасно е објаснето што уствари следи. Значи моментот каде што ние се ногаме е се уште овде. Early adopters. Ова е негде до, да речем, 12%. Ова е делот каде што почнува Трамп да зборува за тоа, Урсула Форден Лајна, останатите бандити ни светот. Тој момент ќе предизвика од 12 да прескокнеме до првите 45, до 50%. Се разбираме? Значи да дојдеме до првите 2 до 3 милиарди во светот, не само да знаат, туку да користат крипто. Ова е тоа. Се разбираме? Кога Орангутанов ви зборува за, нели,
крипто. Уште еднаш ќе напоменам. До пред една година луѓето не можеле да си го замислат ова. За оние кои што се нови во крипто, ова е сосема ново, не значи ништо. Оние кои што се постари во крипто, знаат колку е ова once in a million. Никој не очекуваше дека ова толку брзо ќе ескалира. И како и секогаш за крај, значи јас се извинувам уште за банерот, но многу ми е добар и сакам да го задржам барем уште некое време, затоа што овие 3000 сабскрајбери не се толку битни што се 3000, туку е битни што се македонци. Се разбираме. Значи мене немаше да ми бидат милени 300.000 како овие 3000 затоа што знам дека се македонци. Затоа што знам дека го правам ова за мојата нација. И како што гледате, сето ова е направено за 0 евра по македонец и така и ќе остане се додека нели можам ова да го правам за вас. Така да се што барам за вас е да ни помогнете да ја прошириме оваа материја на што повеќе македонци. Затоа што гледајте кој е потенцијалот на криптоиндустријата и на финансиите и економијата. Идејата е да помогнеме на што повеќе македонци да станат финансиски независни. За тоа да го направиме, единствено што бараме од вас е доколку ви се допаѓа нашата материја и сте научили нешто, да ни помогнете да ја споделиме што повеќе македонци. Второ што може да направите е лайк, шер, subscribe, комент на било која наша публикација, без разлика дали е на YouTube, Rumble, Odyssey или нашите социјални мрежи. Сите оние кои се нови на нашиот канал би им препорачал на почетокот на нашиот канал ова прво видео да го изгледаат, каде што детално објаснуваме за тоа што имаме на каналот и како може да се снајдете на сите овие видеа, затоа што имаме 980 видеа. Значи, дечкото со кој што разговарав, за жал, се уште немам време да седнам, да го разгледаме неговиот програм и да направиме уште подобар тип на софтвер кој што ќе помогне да можете да најдете се што ви е потребно на нашиот канал. Сега за сега погледнете го ова видео кој што ќе ви даде инструкции за нашите плейлисти, каде што имаме различна материја. Во меѓувреме, како што кажав, лайк, шер, subscribe, комент, тоа се најосновниот начин да ни помогнете да споделиме оваа материја на што повеќе македонци, а на секое видео во дескрипцијата прво имате точно за што зборуваме, по редослед, сите точки на разговор, потоа нашите социјални мрежи кои што би ви препорачал да ги следите, затоа што многу материја споделуваме на социјалните мрежи кои што немам време да ја споделам на самиот канал, не можам постојано да направам видеа, нашите два резервни канали, тоа е Odyssey и Rumble. Уште еднаш биете внимателно, значи има многу луѓе кои што го емитираат нашиот канал со нашите логоа и нашите материјали. Значи ако некој ви праќа прв пораки, тоа не сме ние. Јас немам време да одговорам ниту на постоечките пораки кои што ми ги праќате затоа што се многу, така да ако некој ви бара приватни лозинки, нели она фраза од Wallet, ве тера да му пратите нешто, значи тоа не сме ние. Ни по точка разно ние нема да ви бараме во приватна порака да ни пратите нешто или да ни дадете нешто. Да се разбереме. Така да има многу вакви групи, едноставно не можам да колку и да ги банираме, колку и да бараме од Facebook да ги банира, се повеќе се појавуваат. И за крај знаете, и сами до сега успеавме како македонци да направиме две успешни добротворни акции. Во секое видео имаме неколку блокчейн адреси кои што повторно овдека се само заради тоа што вие баравте од нас, значи ставени се во случај да сакате да не честите едно кафе. Значи уште еднаш ќе кажам, материјата и понатаму останува 0 евра по македонец, јас ништо не кријам, нема никакви скриени групи, ние не даваме никакви сигнали, ова е едукација за финансии и крипто. И уште еднаш, доколку некој сака да донира, ова ќе биде земено и дадено повторно назад на македонскиот народ. Сега за сега во два наврати преку овие блокчейн адреси и преку апликацијата Купи ми кафе, значи организиравме добротворна акција, значи сето тоа го дадовме на нашиот канал, транспарентно да видите што е земено, што е добиено, што е купено и на кого е дадено, со цел да знаете дека на крајот од денот, јас уште еднаш ќе кажам, ништо од македонскиот народ не ми е потребно, освен и понатаму да продолжи да станува финансиски независен. Тоа е главната цел и се што дополнително ќе ми биде дадено, ќе го искористиме да помогнеме назад на македонскиот народ. Така да ви благодарам, се надевам дека ќе следите нашиот канал и понатаму, одиме на многу добар бул, затоа помогнете да, така речено, објасниме или, ако ништо друго, стасаме до што повеќе македонци и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.